Регионални вести на КТВ добро вечер. Православните христијани денеска го прославуваат Велики петок, денот на Христовите страдања. Православните христијани денеска го одбележуваат Велики петок, денот на најстрогиот пост, кој освен Велики петок уште се вика и Распет петок, зашто на тој ден е распнат Исус Христос. На овој ден во сите храмови се изнесува поколение плаштеницата, што го символизира симнувањето од крстот на телото Господово. Поради тоа овој ден се смета за најтежок празник во христијанската религија. Велики петок наспроти вообичаеното одбележување на верските празници со свети литургии и принесување на така наречената бескрвна жртва се празнува со читање извадоци од Евангелијата од делот кој опишува неделата на страдањата на Синот Божји. Според преданието Христос починал на крст во 6-тиот час на денот, а завесата на Ерусалимскиот храм во истиот тој час се преполовила. Сонцето се замрачило, мртвите станувале од гробовите, а сите звона се распукале. Од тогаш на Велики петок бијат дрвени звона, а камбаните не звонат до недела, кога првпат ќе ја огласат радоста на Христовото воскресение. Одлуката за погубувањето на Христос на Велика среда ја донело еврејското црковно собрание, а тој бил пронајден и уопсен кај Гетсемската градина по тајната вечера ноќта меѓу Велики четврток и Велики петок. По импровизираното судење Христос бил изведен пред Понтиј Пилат, римскиот намесник за Јудеја, кој го предал на народот, кој па го осудил на смрт. Откако ја изрекол пресудата, ги измил рацете и му се обратил на насобраниот народ со зборовите: "Јас не сум виновен за смртта на овој праведник." Разгневениот еврејски народ кој го барал Христовото распнување и смрт извикувал: "Крвта негова нанаси на нашите деца." Потоа со венец од трња на главата Христос го носел својот крст до ридот Голгота, каде што е распнат и каде пред да испушти душа побарал прошка од Бога за своите джелати извикувајќи: "Оче, прости им зашто не знаат што прават." Времето на смртта и симнувањето на телото Христово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужение и со посебен ритуал на изнесување на покровот на посебно украсена маса пред олтарот кој го символизира гробот на Христос. Потоа 3 пати се обиколува црквата со покривката што го символизира Исусовото погребување, придружено со звуци на тропала. Црвената прекривка на која се извезени слики од Господовото страдање стои пред олтарот и се целива до денот на неговото воскресение. Обичај на тој ден да се вапсаат великденски јајца во црвена боја, која со символичка смисла ја представува невино пролеаната крв на Христос. Според христијанското учење, страдањето му претходи на воскресението, а без страдање и смрт нема воскресение. Православниот канон за Велики петок предвидува строг пост со вода, а многу верници на тој ден не пијат ниту јадат до зајди сонце. Денеска во храмот Свети Димитрија се служеа царски часови и беше изнесена плаштеницата, а вечерва е оплакувањето на гробот на Господ Исус Христос со вход околу храмот. Утре од 7 часот ќе се служи Василиева литургија, а вечерта од 23:30 часот ќе започне вход околу храмот со Златоустова литургија. Во пресред на најголемиот христијански празник Воскресение Христово, Великден, во црквата Свети Димитрија ќе има одреден распоред на богослужение на кои што верниците ќе можат да присуствуваат и да се помолат на Бога. И тоа на Велики четврток, 28 април, ќе има утрена во 7 часот кој што ќе почне заедно со Василијава литургија, после која што ќе има општ маслосвет во црквата. Во четврток, истиот ден вечерта во 19 часот ќе има читање на 12 страдални Евангелија со изнесување на распетието Господово. На 29 април на Велики петок се служат царски часови со почеток во 7 часот со изнесување на плаштаницата. А вечерта во 19 часот е оплакувањето на гробот на Господ Исус Христос со вход околу храмот. На 30 април на Велика сабота Василиева литургија со почеток во 7 часот, а вечер вход околу храмот со почеток во 23 часот и 30 минути со Златоустова литургија и верниците кои што ќе сакат за Великден да се причестат ќе останат додека да заврши литургијата и да го прославиме Великден и на крајот да заврши тоа со причестувањето кое што е најголемото нешто што се случува во црквата после литургија за време на литургијата. Недела, второ воскресение со почеток во 7 часот заедно со утрена и Златоустова литургија. Ќе се отслужи литургија за помалечките деца кои што сакаат да се причестат, а бидејќи во храмот Свети Димитрија имаме 2 престола, на едниот посветен на Свети Димитрија, а другиот на Света преподобна Параскева Петка,
на другиот престол ќе се отслужи златоустова литургија, после која што верниците ќе може да се причестат. На вториот ден, Великден, понеделник, ќе се отслужи утрена со златоустова литургија со почеток во 7 часот, со кој ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство господин Агатангел. И трет ден, Великден, ќе има пак утрена со златоустова литургија. Се повикуваат сите граѓани кои што сакаат да дојдат и заедно да го прославиме овој најголем христијански празник, да дојдат во црквата и заедно да се помолиме и да му благодариме на Бога. Сакам да нагласам дека истите овие богослужби ќе се отслужат и во новата црква посветена Света Петка. Исто и таму ќе има изнесување на крстот, на плаштаница, и таму луѓето ќе можат да се поклонат на гробот, да се продутнат. Само со таа разлика што неделата нема да има литургија, тие што ќе сакат да се причестат во недела, да дојдат во Свети Димитрија во Кавадарци. Христос воскресе за многу години. Од подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување Кавадарци апелираат до граѓаните да бидат внимателни кога се движат во природа, да не се пали оган на отворено и доколку се забележи пожар, веднаш да се извести против пожарната единица. Со настапување на летниот период и зголемувањето на надворешните температури се зголемува и опасноста од настанување на пожари во шумите и другите отворени простори. Заради тоа подрачното оделение од Дирекцијата за заштита и спасување Кавадарци го известува местното население и правните субјекти во општините Кавадарци и Росоман кои стопанисуваат со шумите и другите отворени простори да ги превземат следните мерки и активности за спречување на пожар: да не се пали оган на отворен простор, необезбедени места, меѓи и стрништа, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад кој може да придонесе за палење оган, да не се врши палење на отпадот, да не се фрлаат отпадоци од цигари, од пушоци. Воедно ги известуваат граѓаните на нивната законска обврска доколку забележат појава на пожар, а се во можност, ако пожарот е во почетна фаза, да пристапат веднаш со прирачни средства кон гаснење на истиот. Исто така да известат еден од наведените субјекти и тоа територијалната противпожарна единица Кавадарци на телефонскиот број 193, Центарот за управување со кризи на телефон 195, Полициска станица Кавадарци на телефонот 192, Дирекцијата за заштита и спасување подрачно оделение Кавадарци на телефонот 043 415 226. Се напоменува дека директните телефони 192, 193 и 195 работат непрекинато и секојдневно, а јавувањето преку нив е бесплатно, се вели на крајот во известувањето од подрачното оделение за заштита и спасување Кавадарци. Во пресред на првомајските празници, територијалната противпожарна единица Неготино со апел до граѓаните од општината да внимаваат со палењето огнови. Во пресред на првомајските празници, но и настапување на летниот период и зголемување на температурите се зголемува опасноста од настанување на пожари во шумите и отворениот простор. По тој повод од територијалната противпожарна единица Неготино апелираат до граѓаните на општината да внимаваат со палењето на огнови, како и превземање на мерки и активности за спречување на истиот. Апел уште еднаш сега, пошто се ближа летен период, Морам да апелирам и до граѓаните, до населението, до сите излетници кои што одат на одмор, на викенди сега за 1 мај, за сите оние кои што борават во природата, кои што употребуваат оган на отворен простор, треба да внимаваат после неговото заминување, обавезно да го полијат со вода или да го посипат со земја и безбедно да го напуштат просторот. Затоа што ние често пати знаеме после тоа одењето ветерот ќе предизвика пожар и може да предизвика поголеми материјални штети, а така да апелирам да секој кој што оде, кој што се движи во шума, било кај да е во поле, совесно да се извршува својата работа и при палење на оган да внимава и да претходно да го обезбеди пожарот да не настане поголеми последици.
Командирот на територијалната противпожарна единица Неготино Илија Илиев додаде дека територијалната противпожарна единица изминатиот период интервенирала на неколку локации, но интервенциите не биле големи и апелираат до сите граѓани, доколку забележат појава на пожар, истиот да го пријават. Па ние имаме до сега негде околу 25 интервенции, од кои што не се некои така значителни, поголеми, да кажеме, со поголеми материјални штети, меѓутоа сепак имаме интервенции каде што имаме запалено патничко моторно возило, оџаци, запалени контењери, треви. Пред една недела имавме така поголем шумски пожар во атарот на село Вешје, каде што имаше запалено, изгорено и опожарено околу 30 хектари површина со ситна шума, трева, смрека и така натаму. Демократскиот сојуз на Македонија се огласи со писмено соопштение до јавноста за актуелната политичка состојба во земјава. Писменото соопштение ви го пренесуваме во целост. Демократскиот сојуз смета дека политичката состојба се заострува, при што поради отсуство на чувство за одговорност и државност, Ѓорѓе Иванов се уште се колеба дали да ја повелча аболицијата или не. Сакаме да го охрабриме дека во интерес на граѓаните, стабилноста на државата и правдата е да ја повлече аболицијата. Тој потек заедно со одлагање на изборите се основа за политички договори постепено враќање на вербата во правдата, се вели во писменото обраќање до јавноста од Демократскиот сојуз. По поништување на аболицијата и одлагање на вонредните парламентарни избори на кои само ВМРО-ДПМН ќе учествува, Демократскиот сојуз го предлага следното: избор на експертска влада, поддржана од сите партии, која ќе работи на корените реформи на правосудниот и безбедносниот систем, како и во медиумите и изборните регулативи, избирачкиот список Македонија да биде една изборна единица, електронско гласање и друго, демократизација на партиите, деблокада на сите државни институции и нивна департизација и деполитизација, поддршка на специјалното јавно обвинителство за професионално, стручно, законито и транспарентно работење и формирање на специјализирано судско оделение во рамките на Кривичниот суд во Скопје, создавање на услови за одговорност на креаторите на политичката криза и донесување на закон за забрана на нивно политичко дејствување, реформи неопходни за членството во НАТО и започнување на преговорите за влез во Европската унија. Демократскиот сојуз оценува дека доколку и натаму се продолжи со ароганцијата од власта и медиумската манипулација, протестите ќе продолжат, стабилноста ќе се наруши и сето тоа ќе се рефлектира и на економски и безбедносен план. На крај се ќе се прифати, но цената и штетите ќе бидат преголеми и затоа повикуваме на разум, се вели во писменото обраќање до јавноста од Демократскиот сојуз на Македонија. На 6 и 7 мај Кавадарци ќе биде домаќин на 29-тиот поред меѓународен фестивал на младински и пионерски хорови и оркестри. Оваа манифестација се одржува по 6-ти пат од возобновувањето. Претседателот на организациониот одбор Илија Тренчев најавува промена во концептот и околу 2000 учесници. Го научивме кавадаречкиот граѓанин да консумира и сака да консумира културни настани. Па така и овој пат, значи по 29-ти пат од кога е почната оваа манифестација, а 6-ти пат од кога е возобновена, во деновите 6 и 7, значи на Ѓурѓов ден, 6 и 7 мај, че имаме повторно еден ваков културен настан, најмасовен од ваков тип во Република Македонија, а оваа година малку и со променет концепт, затоа што не е тоа оној класичниот фестивал, него тоа е сега фестивал каде што не само че се надпреваруваат учениците од основните училишта кои членуваат и работат со пионерските хорови, односно младинските хорови во средните училишта, него имаме и категорија на хорови од други области, од меѓународен ранг, значи од побратимената општина Углјевик и најверојатно од Врање. Тоа е една работа. Оваа година на отварањето кој што треба да биде планирано е да биде на 6 во вечерните часови, во 19:30 часот на градскиот плоштад, че имаме еден поинаков концепт на отварањето, а тоа е со учество на хорот Хармосинија од Скопје, кој што исполнува таа така наречена византиска музика, но овој пат со неколку прекрасни преработки од убавата македонска народна песна во нивна изvedба, кој што тие и текако знаат тоа да го направат. И мислам дека Кавадарци ќе биде домаќин на една убава средба, на еден убав настан, како и досега, значи,
се надеваме успешно да го завршиме овој настан и да ја продолжуваме традицијата на сите оние кои што пред да речи 50 на години ја почнале оваа работа, а ние денеска на нас останува само да ја продолжиме како таква. Гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци е партнер во проектот Интегрирање на електронското учење во училниците. Продолжува успешно да се реализира проектот Интегрирање на електронското учење во училниците, во кој се вклучени Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Техничкиот факултет од Софија, Гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци со партнерското училиште Курт Николин од градот Финспанг, Шведска, Градежниот училишен центар Здравко Цветковски од Скопје и втората јазична гимназија од Софија, што досега е реализирано и кои ќе бидат придобивките од овој проект во вестите имаме изјаве од Зоран Здравев, професор на Факултетот за информатика и раководител на Центарот за електронско учење при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Активностите кои се предвидени во самиот проект се имаме неколку работилници, веќе две се реализирани, една во Софија, една во Шведска, следната работилница е во Штип на Универзитетот во септември. Имаме неколку патувања во смисла размена на искуства меѓу наставните кадри како проект менеджмент тим и ќе имаме како крајно во тек на наредната година дизајн на повеќе отворени едукативни ресурси за неколку заеднички предмети, за предмети кои се заеднички на ниво на Македонија, Бугарија и Шведска. Како сте задоволни од досегашните работилници? Како тече проектот? Доволно заинтересираност од страна на наставниците, доволно ангажираност, ентузијазам и мислам дека треба да бидеме задоволни од тоа како се одвива проектот. Ова сепак се некои нови работи за наставниците од средните училишта со наша поддршка и поддршка на Универзитетот во Софија. Мислам дека ќе постигнеме многу позитивни резултати. И кои ќе бидат придобивките, се разбира, за учениците и за подобри резултати да се постигнат во наставата? Главни придобивки што ќе се добијат е тоа што наставниците од гимназијата ќе имат можност да соработуваат со нивните колеги од другите средни училишта, од Скопје, Кавадарци, Скопје, Софија и Финспанг во Шведска. И втората работа е што ќе добијат нови идеи и нови видици како може да се имплементира информатичката технологија во секојдневната настава. Тоа директно значи дека ќе се обучат некаде, очекуваме десетина наставника од Кавадарци, десетина наставника од Скопје и така натаму, да се обучат и тие ќе треба да дисеминираат, односно да ги обучат нивните колеги, да покажат што виделе, какви се концептите кај другите средни училишта и сето тоа на крај ќе резултира со дизајн на отворени едукативни ресурси кои наставниците ќе може да ги споделуваат меѓу себе. Битната работа е дека знаењето треба да се споделува. Ако не се споделува знаењето, нема да може да одиме напред. Ние, не треба да се затвораме, некој ако нешто направи во смисла дигитален, например, некоја презентација или некој филм, не треба да си го чува само за себе, туку треба да го споделува со другите колеги и секој да додаде уште по нешто позитивно на тој дигитален ресурс, отворен едукативен ресурс и да добиеме нешто што може да биде прифатливо за сите ученици и во Кавадарци, и во Скопје, и во Софија, и во Шведска. Да.
Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб умерен ветер претежно од југоисточен правец. УВ индексот ќе изнесува 6, температурата ќе се движи до 24 степен. Нови врнежи од дожд ќе има во недела попладне, кои локално ќе бидат поројни и проследени со ретки грмежи, особено кон крајот на денот и во ноќните часови. Врнежи ќе има и во понеделник попладне, а поинтензивни ќе бидат во текот на ноќта, кон вторник кога локално се очекува да наврнат и над 50 литри на метар квадратен. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Ви благодарам за вниманието, имајте убава и пријатна вечер.